Цените на мало во септември годинава пораснаа за 4,7% во споредба со септември лани, а трошоците на живот за 5,3%. Според податоците на Заводот за статистика на месечно ниво, цените на мало се повисоки за 1,1%, додека трошоците на живот за еден месец пораснале за 1,4%. Тетовци се жалат на безпарица. Со просечната плата, која е нешто над 20.000 денари, велат ништо не може да се купи. Им го поставивме токму тоа прашање. Што може да се купи со просечна плата? Ништо. Што може да се купи со просечна плата? Скоро ништо. Ништо, Бога ми да ти кажем. Какви се цените на пазарот? Па на пазар не едем толку да пазарувам, не знам поќе. А во колонијалните продавници? Па какви се? Платите се помали, цените се повисоки. Ништо не могу да купим, само да платим сметке и тоа е. Какви се цените на пазар? Како? Цените на пазар какви се? Скупи какви? Катастрофа. Ништо не може да се купи. Со 3.000 ја под завод, со 3.000 ништо што ќе купиш. Какви се цените на пазар? Цени на пазар скупи се све. Со 3.000 што ќе правим ја под завод. Пошто сме ние пензионери и не можеме да ви кажеме што може да се купи. Затоа што пензијата, испод тоа. Испод просек ни е пензијата. А ние не купуваме гардероба, не снабдува мислим поблиската родбина, нашите деца со гардероба ако ни е потребно, за струја, за прехранбени артикли и другите трошкови за телевизија и така натаму. Стига ли пензијата за да се купи она што е потребно за еден месец? За еден месец, не, ако ви покажем овде торбава колку лекови се сум ги зела, приватно све. А неговите лекови све се со доплата. И можете да поимите колку пари ни ида само за лекови. Од статистика велат дека порастот на трошоците за живот се должи на зголемените трошоци за течните горива и гасот, нафтените деривати, сообраќајните средства, обувките, лековите. Кај прехранбените продукти во септември најголемо поскапување бележат зеленчукот, јајцата, мастите, преработениот зеленчук, месото и преработките од риба. Во однос на претходниот месец поевтино сме ги плаќале овошјето и преработките од месо. Минатиот месец поевтинеле и туристичките аранжмани и авионскиот превоз на патниците. Ваквиот раст на цените условува зголемување на вредноста на потрошувачката кошница или, според анализите на синдикалците, само за храна и пијалоци на едно семејство му биле потребни близу 14.000 денари.